Тензиите на релација САД-Иран шести ден поред не стивнуваат. Нови бомбардирања во последните 24 часа. Не му се гледа крај на огнот за скоро. Според Иран, во најновата низа напади, чија цел е да се придобие контрола на Ормускиот теснец, погодена и цивилна инфраструктура, како мостови и еден аеродром, додека министерот за одбрана на Америка, Пит Хексет, објави снимка од иранска контролна кула како гори. Техеран одговори со ракетни напади врз американските бази кои се наоѓаат во соседните држави Јордан, Бахрейн и Кувајт и за прв пат нападнаа цел во Сирија, проширувајќи војната на уште една територија. Очекувано, ваквата ситуација резултира со цени на суровата нафта Брент до $86 за барел, додека американската сурова нафта Западен Тексас Интермедиар се ближи до $81 за барел. А некои аналитичари предупредуваат дека доколку продолжи конфликтот, има можност цените да стигнат и до $100 за барел. Тешката состојба на конфликтот околу Ормускиот теснец останува препрека за глобалната економија. Покрај сите напори за неговото спречување, како меморандумот на разбирање што го потпишаа двете страни и гласањето на Американскиот конгрес во јуни за прекин на војната, двете страни се презакрвавени за да се види крај на војувањето. Откако би го презел Ормускиот теснец, Трамп изјави дека ќе наплаќа 20% данок за поминување низ теснецот, а потоа се повлече и рече дека ќе направи договори со земјите од заливот каде тие ќе инвестираат директно во САД.